Кој дојде, добре дојде, кој не е дојден, толку го допира најважната животворна тема. Доаѓам од Велес, живеам во Велес, единствениот град во Македонија, кој во 1999 година од страна на Светската здравствена организација беше прогласен за критично место за живот. Град во кој што сега во 2024-2025 умираат два екосистеми од витално значење, езерото Младост и долниот тек на реката Бабуна. Доаѓам од Велес, единствениот град на Балканот во кој се одржа најголемиот локален еколошки протест во историјата и кој самиот град се ослободи од најголемиот македонски загадувач Тупелницата. 25 години подоцна, Македонија на европската мапа е повторно ризична земја за живот и најверојатно повторно самата Пурнек на Велес ке треба се избори од најголемиот загадувач токсичниот воздух и сите пропратни материјали. Екологистите мислат глобално, делуваат локално и всушност од локалната дисфункционалност се прелева националната дисфункционалност или обратно се е затворен систем на крвни садови, кај што секој и најмалиот капилар е подеднако важен. Првото е немање властен инспектори, локален еколошки инспектор во Велес повеќе од 5 години, бидејќи Велес е дел од Вардарскиот плански регион. Верували или не, од целокупниот Вардарски плански регион кој што обединува 9 општини, во дури 6 општини, нема локален еколошки инспектор, тоа се Чашка, Градско, Лозово, Росуман и Демиркапија. Недозволиво е во толку огромен регион да има ваква дискрепанца во поглед на локални еколошки инспектори. Ако Кавадарци има функционален еколошки инспектор, не знам зошто не се почитува овој закон и да се поземат човечките ресурси, материјалните ресурси за да функционира екологијата на локално ниво. Второ, во најголем дел од надлежностите на локалните еколошки инспектори тенденциозно се префрлени на државниот еколошки инспекторат, кој што по моите информации нема 17, туку 14 државни инспектори. И не знам зашто нема ни градоначалници тука, заради тоа што тие се тие на кои што треба да им биде приоритет животната средина и законските можности кои што ги имат обилно на располагање, не ги користат. Така што грижата за животна средина тенденциозно ја прелеваат на државно ниво и очекуваат 14 државни инспектори да покријат целокупната еколошка дупка во која што Западна Македонија во наназад 30 години. Она што е симптоматично и поразително за Велес, кој што патем е единствен град во Македонија кој што тужеше Република Македонија заради историското загадување и проба институционално да го наметне проблемот. За жал и тоа е една од неуспешните еколошки битки кои што се обидовме на правен начин да се избориме за историската вистина, за историското загадување. Токму во тој Велес постои само една државна мерна станица која што функционира од 2018 година во новиот дел на градот, така што претходно беа две, сега е само една, трендот на намалување продолжува и понатаму. Всушност тоа трендот на намалување и трендот на намалена заинтересираност на локални и државни авторитети во поглед на животната средина. Сакам да напоменам прво дека живееме во сиромашна земја во која што сиромаштијата е всушност најголемиот извор на загадување, а сите други извори кои што ги спомнавме се само нус појава од главниот стожер од кој што почнува се. И неприлагодувањето кон законската регулатива кој што има Македонија всушност е од сиромаштината, немањето пари, тесните релации и врски кои што се на ниво на држава и концерните на загадувачи. Че локалната власт не сака да има локален инспектор, инаку друго разумно објаснение нема во град во кој што се уште ги живее рецидивите од загадувањето. Немањето на локален еколошки инспектор е навреда за сите оние кои што потрошија 20 години од свод волонтерски живот за да ја изградат екологијата на повисоко ниво. Еколошката мафија постои не само во Велес и кои се нивните методи. Ќе ви дадам еден пластичен пример со 3 субјекти во Велес и кои што само за да се види начинот на функционирање, кој што би рекол е реалност и секаде во Македонија. Се работи првично за маслодajната Благој Ѓорев, потоа за крзнарата Димко Митрев и после тоа се случи биогасната централа во Градско. Сите овие има сериозни еколошки деликти од трет степен и беа казнети со 110.000 евра, но во меѓусебна медијација со Инспекторатот на животна средина, тие 110.000 евра кои што требаше да ги платат во буџетот се договорија во медијацијата, односно во разговорите помеѓу загадувачот и државата
и се сведува на смешни 10.000 евра, кој што е на ранг на еден дневен промет на тие големи фирми. Во биогасната централа во Градско имаме уште посериозен пример на огромен помор на риби во јули 2024 година, каде што Државниот еколошки инспекторат утврди од каде е причината и наложи потитно да се реши и да плати. Загадувачот никогаш не плати, а има законска обврска да плати и така е во законот. Третиот сегмент беше казаната Димко Митрев, а пропосија тоа што го слушавме, кој што везува, и ова е нотирано во записникот од Државен еколошки инспекторат, увезува ефтин и најефтин јаглен, кој што го користи како основен извор на енергенс и кој што 3 пати во текот на 24 година го загадуваше воздухот по нотиран записник на Државен еколошки инспекторат. Што значи дека меѓусебните комуникации на загадувачот и државата која што е надлежна да го лечи загадувањето, а не да го стимулира со евентуално ниски демотивирачки казни за граѓаните, ама мотивирачки за загадувачите да продолжат да загадуваат, заради тоа што и јас, ако се ставам во улога на фирма која што воспоставува профит, во суштината лежи се. Ако профитот дневен ми е 20.000, а ме казнуваат за огромен еколошки деликт со 10.000 евра, нормално дека ќе продолжам да загадувам и ќе одам на линија на помал отпор. Немањето на државна акредитирана лабораторија кој што ќе им служи на државните инспектори за мониторинг на загадувачите. Имено сега централната лабораторија што има при Министерството за животна средина нема акредитација за официјален мониторинг на воздух, или тоа превод значи резултатите се спорни и било кој адвокат на суд ќе ги спори резултатите за загадување бидејќи е без акредитација. Во такви услови, пошто немаме државна акредитирана лабораторија, државата е таа која што треба да фрли прсти и рака врз загадувачите, тогаш посегнуваме по приватни фирми, акредитирани лаборатории со кои што тесниот интерес на соработка, ќе ти платам за да ти го правиш мониторингот, ама ти ќе дадеш побенигни резултати. И всушност тоа не се случува во континуитет. Така беше со езерото Младост во Велес, кога една приватна акредитирана лабораторија каже дека водата е прекрасна за пиење, за да по една недела Државниот институт за хидробиологија од Охрид констатираше поразителната вест, а тоа е дека Велешкото езеро неповратно е во фаза на агонија и умирање. Така што сите овие немањето на државна акредитирана лабораторија, немање на локални еколошки инспектори се дупки кои што ниту државата може да ги покрие, заради тоа што им одговараат и на локалната власт, и на националната власт оваков тип на функционирање на системот. Во Велес некаде од 8 па се до 30% годишно луѓе умираат од мозочен срцев удар и од рак на бели дроби како директна последица од PM2,5 частичките. Ние би ја смалиле смртноста само ако воведеме минимум контролен механизам и минимум корупција. За мене корупција во животната средина треба да биде нула. Ако некаде треба да протече, нека протече на други места. Нулта корупција во животната средина е единственото нешто во кое што треба локалните државните ресурси и граѓанскиот сектор да се обединат без исклучок. Било каков нефункционален штраф во целокупната оваа ситуација на функционирање на животната средина ќе доведе до ова што е факт во Велес. Повторно велешани се ослободиле благодарение на јавниот притисок на граѓаните, а не поради искрената политичка волја на локалните авторитети. Да не беа честните, посветени, фокусирани граѓани да свикаат јавна расправа, да се крене проблемот за евентуалната експлоатација на троска на повисоко ниво, веројатно приказната ќе завршише како и многу други. Ке се договорија локална самоуправа со бизнис секторот, заради тоа што за троската потребна е Б инсталација, која што соодветната фирма од Србија мораше да побара од општината, општината требаше да даде или да не ја даде преку градоначалникот, така што благодарение на јавната расправа, благодарение на присуството на експертите кои што без исклучок сите кажаа зошто се против ваков тип на преработка на троската на лице место, успеавме уште една неуспешна компанија која што го вежбаше индустријскиот процес врз здравјето на велешани за да не добие дозвола. Всушност,
На крајот се сведува дека многу поефикасни во заштитата животната средина назад беа граѓаните и автентичниот граѓански сектор, отколку државните и локалните самоуправи заедно во последните 30 години.